Здраво, јас сум Бонго. Сега ќе ви ја раскажам волшебната приказна за Аладин. Една летна вечер во арапската пустина, злобниот волшебник Џафар ги состави заедно двете половини од волшебниот предмет кој личеше на голем инсект. Тој одлета од рацете на Џафар и влезе во песокот. На тоа место се појави огромна глава во облик на тигар. После толку години потрага, конечно ја најдов пештерата на чудата, рече Џафар. Беше многу близу до пронаоѓање на волшебната ламба. Одеднаш огромната глава од тигар почна да зборува. Му кажа на Џафар дека само човек со чисто срце може да влезе во пештерата и да ја земе ламбата. Морам да го пронајдам тој човек, рече Џафар. Тој небрусен дијамант. Следното утро, во пазарот во Аграба, момчето Аладин и неговото мајмунче Абу бегаа од чуварите на палатата. Имаа украдено век на леб. Застани, крадецу! Викаа чуварите. Додека Аладин бегаше низ тесните улички и рипаше по покривите на куќите, обидувајќи се да им побегне. Морам да крадам за да преживеам. Морам да крадам за да јадам. Им довикна Аладин додека им се губеше од вид на стражарите. Кога конечно им избегаа на стражарите, Аладин и Абу се сокрија да го изедат лебот. Но тогаш Аладин виде две гладни деца и им го даде лебот. Тој заедно со Абу се врати во своето живеалиште со празен стомак. Воздивна додека ја гледаше прекрасната палата на Аграба. Еден ден ќе се сменат работите, Абу. Ќе бидеме богати, ќе живееме во палата и нема да имаме никакви проблеми. Во палатата принцезата Јасмин одби уште еден непосакуван додворувач. Нејзиниот татко, султанот, не беше задоволен. Драга, рече султанот, законот вели, морам да се мажам до мојот следен роден ден. Јасмин ја заврши реченицата на султанот. Не сакам да се мажам затоа што морам. Ако се мажам, сакам да биде тоа од љубов. Бидејќи роден денот на Јасмин беше за само 3 дена, таа одлучи да побегне од палатата и да живее како што сака таа. Султановиот најверен советник Џафар му кажа на султанот дека може да ја убеди принцезата Јасмин да се мажи. За да го направам тоа, ми треба вашиот дијамантски прстен, рече Џафар. Тој го хипнотизира султанот со неговиот стап и му го украде прстенот. Го однесе во неговата тајна одаја. Со помош на дијамантот го активира песокот на времето. Покажи ми го тој што може да влезе во пештерата на чудата, заповеда Џафар. Песокот го покажа Аладин. Џафар им заповеда на стражарите веднаш да го донесат Аладин во палатата. Јасмин уживаше во нејзината слобода на пазарот. Кога таа виде мало гладно дете, зеде јаболко од тезгата на еден трговец и му ја даде на детето. Научена од животот во палатата, таа не знаеше дека треба да плати за јаболкото. Никој не смее да краде од мојата тезга. Крадец! Извика трговецот додека го вадеше својот нож. За среќа Аладин се вмеша пред некој да биде повреден. Ја фати Јасмин за рака и ја извлече од пазарот подалеку од налутениот трговец. Ја однесе во своето живеалиште. Двајцата кажаа дека се чувствуваат заробени во своите светови. Се погледнаа во очи и тогаш Аладин се наведна кон Јасмин да ја бакне. Во тој момент влегоа стражарите што ги прати Џафар. Овде си бил, крадецу! Викна еден од стражарите, фаќајќи го Аладин.
Ослободете го, по наредба на принцезата, рече Јасмин и ја тргна наметката од главата. Принцезата, изненадено рече Аладин. Би го пуштил, но јас примам наредби само од Џафар. Одговори стражарот додека го носеа Аладин во зандана. За среќа, додека Аладин беше во занданата, Абу се прикраде и го ослободи од синџирите. Никогаш повеќе нема да ја видам. Јас сум само еден обичен уличен крадец. Таа мора да се омажи за принц, рече Аладин. Немој да се откажеш, рече непознатиот старец, излегувајќи од темнината. Постои една пештера, почна да објаснува. Полна со богатство што не можеш ни да го замислиш. Богатство што ќе ја воодушеви дури и принцезата. Аладин му поверува. Се договорија. Аладин да му ја донесе ламбата што се наоѓа во пештерата, а старецот богато да го награди за тоа. Избегаа од занданата преку скриен излез. Старецот ги донесе Аладин и Абу до влезот на пештерата на чудата. Кој ме вознемирува? Рече џиновската глава. Тоа сум јас, Аладин, рече Аладин предпазливо. Продолжи, одговори тигарот. Огромната глава на тигар ја отвори устата, а во неја се појавија скалила. Земи ја ламбата и не фаќај ништо друго, му рече старецот на Аладин. Кога влегоа во пештерата, Аладин и Абу се најдоа во огромна просторија преполна со злато, дијаманти и многу други бесценети камења. Само мал дел од ова богатство ќе ме направи побогат од султанот, рече Аладин. Тогаш се појави волшебен килим и почна да ја задева опашката на Абу. Волшебен килиму, рече Аладин. Може би ти можеш да ни помогнеш. Бараме ламба, но не знаеме каде се наоѓа. Одеа по волшебниот килим до една огромна пештера. Во центарот на пештерата имаше огромен столб од камења обкружен со вода. Ламбата беше на врвот од столбот. Аладин ја премина водата, се качи на столбот и ја зеде ламбата. Се прашуваше зошто на старецот му е потребна оваа стара ламба. Долу Абуз догледа еден огромен црвен рубин и сакаше да го земе. Волшебниот килим проба да го спречи, но Абу успеа да му избега и го зеде рубинот. Одеднаш се околу нив почна да се тресе. Гласот на тигарот одекнуваше низ пештерата. Го допре забранетото богатство. Никогаш повеќе нема да ја видиш светлината на денот. Во тој момент скалите се претворија во мазна рампа и го изфрлија Аладин кон врелата лава. Волшебниот килим го фати и се упати кон влезот да го спаси Абу. Волшебниот килим, заедно со Аладин и Абу, ги избегнуваше карпите што паѓаа, столбовите од лава што се издигнуваа од подот и ѕидовите што се рушеа. Само што стигнаа на влезот од пештерата, голем камен падна врз волшебниот килим. Килимот остана заробен под каменот и не можеше да се ослободи. Аладин се фати за една карпа, обидувајќи се да не падне назад во пештерата. Фати ме за рака, викна Аладин по старецот. Прво дај ми ја ламбата, рече старецот. Аладин му ја даде ламбата. Старецот ја зеде и избега подалеку од пештерата. Се смееше додека ја тргаше маската. Тоа беше Џафар. Ги остави Аладин и Абу да паднат во длабочините на пештерата. За среќа волшебниот килим се ослободи од каменот и ги фати Аладин и Абу пред да паднат на дното од пештерата. Надвор, главата од тигар рикна за последен пат
и се врати во песокот. Заробени сме, луто рече Аладин. Но Абу му се насмеа на Аладин и ја извади ламбата. Ти, малечо крадецу, рече Аладин, галејки го Абу по главата. Мислам дека пишува нешто тука, рече Аладин и почна да ја трие ламбата. Ламбата се затресе во рацете на Аладин. Почна да испушта виолетов и синчат од неа и тогаш пуф, се појави духот од ламбата. Јас сум овде да ги исполнам вашите 3 желби, рече духот. Заповедајте, господару. Аладин се уште не сакаше да искористи една од своите желби. Затоа проба да го измами духот да му помогне да излезе од пештерата. Дали ти воопшто можеш да не извадиш од пештерата? Праша Аладин. Секако дека можам. Навредено рече духот и тие веднаш се најдоа надвор на една пустинска оаза. Мислејќи на принцезата Јасмин, Аладин ја кажа својата прва желба. Сакам да ме направиш принц. Духот му ја исполни желбата. За кратко време, Аладин, јавајки на слон, влезе во аграба придружуван од војници, жонглери, акробати и многу други луѓе кои ја сочинуваа неговата парада. Правете место за принц Али! Пееја луѓето од парадата, упатувајќи се кон палатата. Бидејќи стана принц, Аладин ја побара раката на принцезата Јасмин од султанот. Јас ќе ја освојам вашата ќерка, рече Аладин. Јасмин во тој момент влезе во собата и налутено рече. Како се осмелуваш да го кажеш тоа? Јас не сум награда што треба да се освои. Таа вечер Аладин одлета на волшебниот килим до балконот на принцезата Јасмин. Тој и се извини на Јасмин за своите зборови и објасни дека тој не мисли дека таа е награда што треба некој да ја освои. Ти треба сама да одлучиш со кого ќе се мажиш, рече Аладин. Јасмин, гледајќи во волшебниот килим, праша. Безбедно ли е? Дали ми веруваш? Рече Аладин, подавајќи ја раката. Без размислување, Јасмин ја фати неговата рака и се качи на килимот. Тие летаа високо во облаците над аграба во еден сосема нов свет. Истата вечер, кога Аладин ја врати Јасмин во дворецот, по патувањето со килимот, стражарите на Џафар го фатија Аладин. Се плашам дека повеќе не си добре дојден, злобно рече Џафар. Стражарите му ставија на Аладин голема метална топка на нозете и го фрлија во морето да се удави. Но Аладин беше паметен и ја имаше скриено ламбата во турбанот. Ја протри ламбата и духот го спаси. Аладин веднаш се врати во палатата. На Јасмин и на султанот им кажа дека Џафар е злобен волшебник. Тогаш султанот нареди да го затворат Џафар, но тој избега и се сокри во неговата тајна одаја. Следниот ден, додека Аладин беше во дворот од палатата, Јаго, папагалот на Џафар, ја украде ламбата од собата на Аладин и ја однесе кај својот господар. Откако Јаго му ја даде, Џафар ја протри ламбата и го повика духот. Сакам да станам султан. Извика Џафар и со тоа ја кажа својата прва желба. Втората желба му беше да стане најмоćниот волшебник на светот. Духот му ја исполни и таа желба. Џафар ги натера Јасмин и султанот да му се поклонат. Аладин ја виде ламбата и побрза да ја земе, но Џафар му го испречи патот со ѕид од остри мечови. Џафар се претвори во џиновска змија и го зароби Аладин. Но Аладин не се откажуваше толку лесно. Имаше идеја. Џафар, признај дека и покрај целата мок што ја имаш,
духот сепак е помоќен од тебе. Тогаш Џафар ја кажа својата трета желба. Сакам да станам семоќен дух, рече тој. Духот му ја исполни желбата и тогаш се појави уште една волшебна ламба. Сакаше да бидеш дух? Ти си исполни желбата, рече Аладин, држејќи ја ламбата на Џафар. Џафар беше вовлечен во ламбата и затворен за секогаш. Султанот беше импресиониран од храброста и мудроста на Аладин. Затоа го смени законот со тоа што и дозволи на принцезата Јасмин да си избере маж. Се разбира, таа го избра Аладин. На Аладин му остана уште една желба. Духу, рече Аладин, сакам да бидеш слободен. Оковите од рацете на духот паднаа и тој можеше да прави што сака. Јас сум слободен, рече духот со насолзени очи. Откако се збогуваа, духот полета кон небото. Аладин знаеше дека за секогаш ќе останат пријатели. Аладин и Јасмин полетаа со волшебниот килим кон облаците и си живееја среќно.